Znači, apeliram na onije koji se nadležni во оваа фаза, на тој случај, тоа се првични истражни действија, да ги остават колективните одмори на страна и да ја почнат својата работа. Знаете, да направам паралела со тоа што парламентот, владата или кабинетот на председателот го прави секоја година. Сите ние имаме така наречени колективни одмори. После 2 август обично, и кога не работи парламентот, ќе работи повторно од 26 август натаму, не работи и дел од владата и дел од кабинетот на председателот. Меѓутоа, ако има потреба, веднаш се состануваат. Во уставот стои парламентот заседава постојано. Ако има потреба, веднаш истата вечер се собираат сите 120 пратеници. Тоа мора да важи и за нив, и за обвинителите, и евентуално и за судиите. Значи, не смееме да си дозволиме, кога имаме ваква голема афера, ние да тераме годишен одмор како да е редовна состојбата, а не е редовна состојбата. Знаеме сите. Не сум се чул ниту со Заев, ниту со било кој друг од министрите во владата, бидејќи сметам дека нема потреба овој период. Затоа јавно на овој начин преку вас апелирам до тие што се надлежни, повторувам, судско-обвинителските органи да почнат да ја работат својата работа, не само тие ќе речат дека почнале. Мора побрзо да ја тераат таа работа. Не можеме да чекаме ние со месеци и месеци, бидејќи станува збор за многу крупен влог од она што е моја надлежност како председател на државата. Можам да ви кажам дека и од аспект на евроатлантските интеграции ние мораме брзо да ја расчистуваме таа афера. Можеби во однос на НАТО не, бидејќи таму сме во завршните фази од процедурата, но во однос на Европската унија не смееме да оставиме ни најмал сомнеж, ни тука една единствена земја членка на ЕУ дека ние не сме подготвени да расчистиме и вакви случаи. Дали председателот може би планира да свика седница на Советот за национална безбедност? Јас за сега не, да одговорам веднаш на вашето прашање, за сега не, затоа што сите информации кои ги добивам од надлежните органи, кои се под моја надлежност и оние кои не се под моја директна надлежност, а ме информираат, таква опасност, значи по интегритетот, суверенитетот не постои во овој момент. Индикаторите кои ги имаме, значи кои ги означуваат трендовите, исто така не кажуваат дека наскоро може да има влошување на безбедносната состојба во таков обем да мора да се свика тој Совет за безбедност. Меѓутоа ве уверувам дека 24/7 ги следиме сите тие работи, надлежните органи ги следат и ги информираат сите нивни претпоставени, да кажам, и во државниот врв. И јасно е ако такво нешто постои дека ќе се свикаме веднаш. Нема да одиме на колективен одмор. Дали сте разочарани од специјалната обвинителка Катица Јанева, на која безусловно и дававте поддршка, дали таа ги изневери вашите очекувања и дали целиот овој случај ќе влие на евроинтегративните процеси? Без да од оваа позиција секогаш кога коментирам може да се свати како политички притисок врз она што истражните органи треба да го работат. Меѓутоа сега ќе ви одговорам како човек со оглед на тоа што до сега го знаем. Да, разочаран сум.